Апелационата судика Наташа Савовска-Димитровска очекува судскиот совет да одлучува законито без влијание од центрите на моќ при повторената дисциплинска постапка против неа, откако жалбениот совет при Врховниот суд го укина нејзиното разрешување. Судскиот совет ги разреши неа и уште една нејзина колешка, а третата судика доби парична казна за предметот со милионскиот судски спор за надомесна штета кој Македонски телеком го загуби. Димитровска, повикувајќи се на одлуката на Врховен, посочува дека судскиот совет направил 3 сериозни повреди. Судир на интерес, излегол од законските надлежности и не извршил анализа на доказите. Таа истакнува дека членката на судски, Тања Тачарова-Илиевска, која е иницирала постапката за нејзино разрешување, била председавач на акционерското собрание на Телеком. Овој член на судскиот совет не побара изземање од постапување во оваа постапка, со што лично сметам дека ја прекршила законската должност според Законот за судски совет, а тоа веќе според мене како судија представува и злоупотреба на службената положба. Врховниот суд му укажува на судскиот совет дека е должен да донесе решение за изземање на овој член на судскиот совет, бидејќи кон барањето за изземање се доставени писмени докази за судир на интереси. Според адвокатот на судиката, ниту постоел двоен фалсификуван записник за овој предмет, ниту Димитровска вршила притисок на друга судика во предметот. Единствен притисок што е пријавен и во судскиот совет и пред надлежни органи е од судијата Наташа, за тоа се доставени докази во судскиот совет за барање за бришење на веќе донесена пресуда и тој притисок е пријавен. Чачарова-Илиевска негира дека имала судирни интереси. Вели, била владин повереник и мандатот и завршил 3,5 години пред да прави контрола во овој судски предмет. Потврдува дека била председавач на акционерското собрание на компанијата, но вели тоа било техничка работа и немало овластувања. Јас немав личен интерес во врска со фирмата Македонски телеком. Никогаш не сум била во органите на управата, ниту сум акционер. Со овластување од владата, присуствував на акционерски собранија како владин повереник, ги штитев интересите на државата која е еден од акционерите. Од Македонски телеком велат, ги преземале сите правни средства кои стојат на располагање според законската регулатива. Компанијата уште во август 2024 година се обрати до судскиот совет поради нерегуларности во водењето на жалбениот предмет пред апелациониот суд Скопје со сопствено барање за утврдување на одговорност за начинот на кој е донесена предметната пресуда. Голем број на докази и аргументи се веќе доставени до надлежните институции, за кои веруваме дека ќе донесат праведна одлука заснована на докази. Димитровска вели, пресудата била базирана на веќе донесени одлуки на надлежни институции и управните судови, а апелација одлучувала само за надомесна штета.